колку нови компании годинава влегува во ТИР зоните? Па од почетокот на 2021 година вкупниот обем на инвестиции кои што влегува во државата по основ на или веќе склучени договори, па дел од тие се веќе започнати работи на терен, или договори кои што се веќе усогласени со инвеститорите и сме ги ставили во формална процедура на одобрување на влада, се веќе над 160 милиони евра. Согласно овие, значи станува збор за 9 инвестициски проекти. Дел се целосно нови компании, дел се компании кои што веќе оперираат во Северна Македонија, меѓутоа заради добрата деловна клима решиле да ги прошират своите капацитети. Така да вкупно, повторно кажам, заклучно со крајот на август месец, вкупниот обем на нови инвестиции достигна веќе над 160. Тоа е повеќе од лани? Милиони евра, секако повеќе од лани. Апсолутно ние... И дали повеќе од 19? Како број на договори правевме анализа и секако како обем на подпишани договори, значи за сега 2021 е најдобра во последните 4. Не воопшто не споредуваме во претходно, бидејќи правевме на поширока анализа по различни параметри, број на вработени плати, обем на инвестиции и така натаму, кој што покажува дека има еден значително нов квалитет на полето на странските директни инвестиции во 2017 година, така што со бројките од претходно воопшто не правиме компарации. Инаку, ако се споредуваме со бројките од 2015 или 2016 година, во тој случај значително имаме значителен пораст, имаме по повеќе параметри. Бидејќи велите, оваа влада значително има позначен успех во привлекувањето на странски инвестиции, иако минатата влада на Груевски, ова беше главен проект, титулите бе главни, и најмногу се фараа со тоа. Оваа влада, за разлика од нив, рече ние ќе вложиме во домашните инвестиции, а се покажува дека сега сте вие шампиони и во однос на странски. Не би рекол дека сме шампиони. Но изостана на тој начин презентациите или кампањата или фалбите, да речем, во однос на тоа што бевме научени. Па сега добро, може да, значи со едноставни зборови. До некаде и сами го одговоривте, односно дадовте одговор на дилемата. На една од првите пресконференции кога излегов од почетокот на мојот мандат, значи пред неполни година дена, извадивме еден податок дека просечната плата во технолошко-индустријските развојни зони е пониска од просечната плата на ниво на национална економија. И одма ќе ви кажам, и одма искоментирав, тоа е за мене поразителен податок. Зошто? Заради тоа што 10 години претходно, од кои што 8 биле, нели, владата која што тоа го направила како свој капитален проект, потрошила ресурси, потрошила време, за да стигнеме во ситуација да луѓето кои што работат во тие компании и кои што државата исто така обезбедила доста сериозна финансиска поддршка, добиваат помал надомест него сите останати кои што работат во зоната. Тоа самото по себе говори дека претходната влада и носителите на тие позиции, почнувајќи од поранешниот премиер, очигледно биле повеќе фокусирани на себе промоција, отколку на бенефитот за луѓето. Обично. Сега не е така. Па и ве гледам. Платите? Платите се порасна. Имаме податок 2020 во однос на 19 пандемиска година има раст на бруто плата 5,5%. Еве ќе ви дам во зоните. Ќе ви дам уште еден податок. Значи имаме, нема ви кажам бројки, бидејќи ќе ги презентираме тие со големата анализа, меѓутоа разликата во нето исплатената плата 2016 и 2020 година е некаде 40%. Нето. И стигна просечната плата во државата? Веќе да. Веќе да, меѓутоа ќе почекаме да заврши годината, веднаш во јануари ќе ги објавиме сите податоци за 2021 година, меѓутоа верувам дека сметете дека и просечната плата во државата расте. Расте со засилено темпо. Меѓутоа веќе според бројките кои што ги добиваме, бидејќи новите инвеститори и постојните кои што вложуваат во нови проекти сваќаат дека тоа е приоритет. Дека наш приоритет не е камерата, наш приоритет не е панделката или правењето на политички кампањи од тоа, наш приоритет е што добива државата, што добиваат луѓето. Господин Деспотовски, кога говорите или кога се говори доаѓаат нови компании, ќе вложат 100 милиона евра, 50 милиона евра, 20 милиона евра, некако можеби секојаш помислуваме дека тоа ги вложуваат у државата. Тие ги вложуваат во себе. Така. Така инвестиција во своите објекти.
Што ние имаме од тоа? Тоа И е што добро граѓаните и државата добива тоа и кога и на кој начин? Тоа е добро прашање. Значи, за тоа велам. Тие кога кажат се пофалите 100 милиона ќе вложат, и државата 100 милиона. Така е. Меѓутоа, потполно сте во право. Тие 100 милиона или 20 или 5 или не е важно колку се вложуваат во објекти и во технологија кои се собственост на инвеститора. Че не се ниту моја, ниту ваша, ниту на државата, ниту на агенција, односно дирекција. Што е нашата цел и кој е клучниот елемент у новиот пристап кој што ние го правиме сега на назад година дена? Че го проценуваме бенефитот за државата. Кога зборам за државата, не само буџет, него и луѓе. И затоа реков, плати, придонеси, даноци. Зашто? Заради тоа што доаѓате вие како инвеститор, очекувате одредени поволности. Добивате одреден пакет на ослободување, добивате одреден пакет на финански субвенции, добивате земјиште по субвенционирана цена, кое што исто така почнавме да го правилно да си го вреднуваме. Сите тие елементи ги добивате, точно знаеме колку добивате и во кој временски период. Од друга страна, кога ги презентираме пакетот на поддршка, пред владата сега веќе презентираме што е тоа што очекуваме државата ќе го добие назад. Кој е нивото на плати, од што директно зависи колку е персоналниот данок што влегува во буџет, колку се придонесите кои што сега не се предмет на ослободување, колку е данокот на добивка кој што државата треба да го добие. А што се ослободени, а со што? Во пакетите вообичаено добиваат ослободување од персонален данок, најмногу за 10 годишен период, и добиваат ослободување од данок на добивка најмногу за 10 годишен период. Меѓутоа се настојуваме да ги скомбинираме со друг тип на финансиска поддршка, за да можеме овие периоди да ги скратиме, за да можат компаниите што е можно порано почнат веќе да уплаќаат во буџетите. Вообичаено за нови инвеститори сега за кои што зборуваме годинава, значи зборуваме дека некој период од 8 до 12 години во кој што државата доаѓа во принцип на нула. Зборувам во оној момент кога средствата што ќе ги даде како поддршка и средствата што ќе ги добие назад по различни основи се изедначуваат. Понатаму веќе државата исклучува во плюс. На основа на што добива? После тие 10 години тогаш сметате дека почнуваат да уплаќаат? Не. Значи придонеси се уплаќаат во континуитет, значи од првиот ден, и затоа се платите важни. Висината на платите е важна, заради тоа што колку се платите повисоки придонесите. Значи уште еднаш, што тие уплаќаат на државата? Придонеси задолжително, значи пензиско, социјално и здравствено, значи задолжително. Персонален данок на добивка е предмет на ослободување, данок на добивка е предмет на ослободување. И вработувањето фактички тоа. Тоа секако да, тоа е дополнителен ефект и ефект. Може да кажете до сега при крајот на годината колкава е? Еве ќе ви кажам, минатата година нето ефектот во буџетот и тоа го измеривме, затоа што ние може да зборуваме за успех во странските инвестиции, а при тоа одма ќе ви кажам колкави се разликите. Уплатите во буџетот во 2016 година биле некаде на ниво од 10 милиони евра, 10 до 12 милиони евра. Уплатите на буџетот минатата година, пандемиска година, беа некаде на ниво од 32 милиони, 2 милиони евра. Да, компаниите се развиваат, меѓутоа ние како влада покажуваме дека знаеме да го искористиме потенцијалот на странските инвеститори. А годинава? Годинава тековно се следи, на годишно ниво ги собираме податоците, меѓутоа минатата година нето ефектот, значи уплатите од компаниите минус исплатите од наша страна на име на државна помош беше некаде околу 26 милиони евра плюс за државата. А овие 70 милиона што се? Сега ќе ви кажам, значи тоа е ефектите, значи повторно кажам, за овие 160 милиони што ги споменав, кои што се влегуваат годинава, кои што веќе ги договоривме, како што рековме, значи не се пари кои што ги добиваме ниту ние, ниту граѓаните, него тие се пари кои што компаниите ги вложуваат во своји објекти, во своја технологија, меѓутоа креираат работа, односно бизнис. Според податоците, бидејќи бараме компаниите да ни презентираат како планираат да се развиваат, во смисла на тоа колку приходи ќе остваруваат, односно колку извоз ќе реализираат, колкава ќе биде добивката, за да можеме да ги процениме. И меѓу другото и давачките кои што следат за државата, бидејќи некои компании веќе во петата година го искористуваат целиот пакет и почнуваат со плаќање. И данок на добивка и персонално. Значи не е задолжително дека до 10-та мора користат такви бенефиции. Има горен лимит кој што го определува. Значи од овие 160 милиони за кои што зборуваме за 2021 година, кои што до сега заклучно со август месец ги имаме договорено, односно веќе се реализираат како странски инвестиции, значи вкупниот обем на уплати кои што ќе го генерираат према буџетот во наредните 10 години некаде над 120 милиони евра.
120 или 70? 70, тоа е за делот на компаниите доступ, тоа беше заклучно со јуни, меѓутоа имаме уште 3 нови инвестиции кои што ги договоривме и ги презентиравме на последната пресконференција пред неколку дена, така да вкупниот обем сега е 160 милиони, 120 милиони се Овие 3 компании сега ги договоривте? Сега. Кои се тие? не ги презентираме се уште имињата, една постојна и 2 нови, една инвестиција во Штип, една инвестиција во Кичево и една инвестиција во Скопје. Од кој Меѓутоа ќе ги презентираме една по Од една. кој домен се? Фармација, автомобилска и градежна во смисла индустрија за градежни материјали. Од тие се од регионот? Велика Британија, Соединетите Американски држави и Турција. Турција со Холандија во комбинација, меѓутоа Турција. Меѓутоа ги презентираме како доаѓаат, односно како се организираме посебни настани за презентација на проектите. Која беше бројката, колку вкупно вработување има во зоните? Најпоследната бројка од месец август е 14.120. И се зголема? 7,3% во однос на истиот месец минатата година. Во овие зони може да влезат македонски компании со исти бенефиции? Апсолутно. Има такви? Во моментот разговараме со 2. Затоа што почнавме не. Една има само, меѓутоа не можам да кажам дека е доволно, далеко доволно. Почнавме малку се уште уствари не сме почнале поагресивно ги комуницираме можностите за домашните компании. Она што е многу важно и што треба да се знае дека не може бизнисот да го преселат од каде што се внатре. Че постои јасно правило дека бизнисот што веќе функционира надвор останува надвор. Меѓутоа сето она што може да се воспостави како посебна организацијска единица, целосно нов проект, производ и така натаму, може без проблем под истите услови да функционираат на тревозон. Но тоа значи дека се извозно ориентирани да бидат, така? Во принцип да, затоа што заради самиот режим на функционирање на зоната на извозно ориентирани компании им одговара тоа. За сите останати го промовираме концептот на индустријски паркови. Имаме само еден во државата, за жал, наш. Меѓутоа целта е сите оние индустријски зони кои што веќе постојат во општините, дали во соработка со општините или ќе видиме преку наша посебна иницијатива, ја би сакал во соработка со општините да ги претвориме во такви индустријски паркови каде што ќе дадеме целосен пакет на услуги. Значи не зборам за ослободувањата само, не зборам само за финансиската поддршка, ќе се изненадите колку домашните компании, тоа големите, се соочуваат со практични секојдневни проблеми во реализација на клучни капитални инвестиции. Она што е важно за дирекцијата е тоа што развиваме соодветен систем на поддршка. Од самиот момент на доделување на земјиштата, проектирање, обезбедување на одобрение за градба тука, целиот систем на следење, обезбедување на поддршка за сите услуги што треба да се обезбедат од другите агенции преку државната поддршка и така натаму. 2017 година оваа влада политичкиот став кој што потоа се преточи во закони во многу конкретни и практични проекти и решенија е да стигнеме до изедначување на домашниот и странскиот капитал. Нашата политика, мојата лична политика и во моментов тука е еврото е исто, дали доаѓа од домашни бизнисмени од странски за нас исто, односно денарот. Во новата кампања која што ја подготвуваме сега за поттикнување на интересот на инвеститорите од светот за Северна Македонија, зборот ефтина работна сила го избришав. Не постои. И нема зашто да постои. Затоа што верувам дека со финансиските резултати, ќе ги ставиме во преден план финансиските резултати кои што постојните компании ги остваруваат тука. За сите кои што размислуваат да сватат дека и да дојат тука, можат и да профитираат и да дадат плати. Со Отворен Балкан како концепт, како е тоа можно прво за дистрибуција на работна сила таму или овде, и второ, како ќе ги привлекуваме со кои компаративни предности компаниите, ако имаме преди Србија, Босна и Херцеговина, Албанија. Концептот на Отворен Балкан е Кои компаративни предности, дали ќе стратешки или инфраструктурата или што ќе им понудиме повеќе? Нашата предност е тоа што сме мали и флексибилни сега. Тоа значи дека имаме концепт кој што се разликува доста од пристапот што беше до пред година дена, а тоа е дека немаме унифициран пристап до сите инвеститори. Тоа значи дека го гледаме инвеститорот кој е, правиме проценка прво, нормално, ја гледаме самата инвестиција, проценуваме колку е квалитетна или не и колку има држава. Се однесуваме како приватен инвеститор. Сакаме да знаеме кај ги ставаме парите.
И јас секогаш викам, ако не сакам јас моите пари да ги ставам таму, тогаш нема да ги ставам ни државни. Меѓутоа, тоа значи дека добар инвеститор со добар деловен план може да очекува подобра поддршка од државата, отколку некој што има не толку добар деловен план. А некој инвеститор, мене ако ме прашате кој што нема па воопшто добар деловен план, едноставно не треба да добие ништо. Што е значително различно по квалитет како пристап од пристапот што ги има соседните земји, каде што во принцип сите добиваат исто како пристап. И каде што концептот на квалитетна инвестиција се уште не е толку изоштрен. Можеби затоа што се уште располагаат со доволен обем на човечки ресурси, па може да си го дозволат, или финансиски. Јас сметам дека и човечките ресурси, а и финансиските се доста ограничени, особено за економија како нашата, и затоа треба да се однесуваме домаќински кон нив. Затоа можеби ние порано почнуваме со таков еден концепт, меѓутоа тој пристап и тој концепт нас сега ни носи најголемата договор за странска инвестиција во историјата на државата. Голема германска компанија која што треба ќе објави влегување, веќе бидејќи ги завршивме разговорите, и таа ќе биде прва странска инвестиција, односно прв договор за странска инвестиција поголем од 100 милиони евра. Таа не е во овие три за кои што говорим. Че ова е сосема ново, чекаме компанијата формално да си ги заврши процедурите, меѓутоа бидејќи ги усогласивме сите детали, имам слобода да кажам дека многу брзо заради пристапот што го имавме, апсолутно покажавме многу поголема конкурентност него било која друга држава од регионот, ама не само Србија, во конкуренција со југоисточна Европа. Да случи Во наредните неколку недели. до крај на годината. Да. Да се објави одлуката дека ќе инвестираат. Од која дејност е Фармација. Фармација? Да. Така што со таков пристап ќе покажеме, односно покажуваме, еви да не ја споменјам таа, имаме други компании кои што влегуваат сега, истиот пристап, значително повисоки износи на инвестиции. Значи ние веќе зборуваме за договори кои што се случуваат, кои што тежат 15, 20, 30 милиони и понатаму. Државата добива со данок на добивка, кој што ќе се оствари тука, и добива со големи плати. Значи мене не ми треба 5000 луѓе што ќе примаат 20.000 денари, нас не требаат 500 луѓе што ќе примаат 80.000 денари.